Добро ти вечер, Македонија. Добро дојдете, почитувани гледачи, во вечерашното издание на магазинот Вечера со Слободан Томич. Издание кое навистина, кои сите ми се драги, но ова особено драго, што го реализирам на еден убав настан, убав ден и за мене и за мојата соговорничка која ми дојде во студиото. Ја очекував долго време, но времето беше вечерва да биде моја соговорничка. Рашила Мизрахи. Веднаш ја посакам добро вечер и добро дојде. Добро вечер, благодарам на поканата, поздрав до гледачите. Ние ко вистинска телевизија секој се трудиме да бидеме во вистинска смисла на зборот телевизија која ќе апострофира вистината без да модифицира секаков важен момент од незиното височество вистината. Затоа ми е драго, имајќи факт ве следам доста време како политичар, да бидам искрен го прените народот, како представник на гласот на народот, можам да кажам во големиот број на пораки кои ги добивам, после секоја ми емисија и секојаш и предлогот, без куртуазност. Слободен е поканија госпоѓата Мизрахи. Тоа е убава работа. Дај Боже така да ги имате сите политичари. Благодарам на убавите зборови и на гледачите. Се надевам дека ќе одговорам на нивните замисли за еднината. Имаме формат околу 60 минути, имаме за што да збориме. Ова е насловот само по себе потекна, а јас го прифати, вели, време е за плачење, за смеење и за крадење. Навистина, големи контрасти, но тоа е тоа. Најпрвен, може ли кратко, кој е Рашила Мизрахи? Рашила Мизрахи е скопјанка, родена 1981 година, потекнувам од старо скопско семејство. Мојата фамилија е дојдена од Толедо, од Шпанија, со големата миграција кон Отоманската империја, која што го прифаќа тогашниот екзодус на евреите. Првата документација наоѓаме од 4971 година, официјалните документи понатаму се од 1510 година, каде што фамилијата го става својот темел во денешна Македонија, да кажеме Вардарска Македонија, со името Давико де Фернандес Мизрахи, кој што го отвара својот бизнис во Битола и понатаму се преселуваат во Скопје. Бројно семејство, 83 члена се депортирани и убиени во концентрациониот камп Треблинка во 1943 година. Иако семејството било, односно фамилијата била многубројна, сега во Македонија состанати, мојот татко почина, уште тројца Мизрахи, меѓутоа се надевам дека ќе не има и понатаму. Слава Богу, бидејќи семејство кое е за респект го познав, вашиот татко, голем мој пријател, мој соговорник. Човек кој навистина Македонија, секој што му каже благодарам, бидејќи секој ќе сакаше Македонија и еве, резултатата го пренесе тој потенцијал и на тебе, и на вас, простете. Завршивте, вие сте по професија? Јас сум всушност андролог, меѓутоа во недостатокот на квалификацијата во образовниот систем во Македонија, кога требаше да се нострифицира мојот докторски студиум од Израел, тогаш добив титула во Македонија биохимичар и сега ми е прекомплексно да го објаснувам секој пат кога е поставено прашањето, инаку андролог е човек кој што се занимава со машка фертилност, значи биохимија, молекуларна биологија на андрологија, сосема аспектот на машката фертилност, или јас уште го нарекувам најубавиот занат на светот, бидејќи со овој занат се создава живот. Така. Со семејството, дечиња, сопруга? Да, едно детенце и сопруг Александар. Можам да кажам дека ние сме, некогаш и на шала кажуваме, меѓутоа во реалност е така, ние сме одсликување на она реална мултикулти во едно семејство. Сопругот е православен христијанин, по потекло од Дебар, јас сум од Скопје и еврејка и ние буквално живееме како слика за на мултикултурна средина во семејство кое што се темели на взаемна длабока почит и љубов. Дечиња? Едно детенце, Рина, која што има 5 годинки. Рина, да. Ја поздравуваме Рина и семејството. Ќе ми дозволите, нема да го злоупотребам медиумот, меѓутоа имам ја два внука, едниот денеска слави роден ден, Кристијан, му посакам се најубаво и секако и слободно му поздравам. Нема да ми замерите. Среќен роден ден на Кристијан. Да сте живи и здрави. Вечерашната тема е андролог сте. Реков дека ќе опфати дел од медицината, што е навистина рак рана и голем проблем што се случи за еден настан познат како онкологија.
да бидам искрен, се сочувствам со сите пациенти кои се дел на тој сектор, сегмент, да речеме, на лекување. Но за жал, некој преку нивната судбина, нивната болест сакаше да стане милионер. Ќе ми дозволите само да дадем еден прилог, го подготви нашиот колега Јован Каровски, нека биде еден шлагворд и се враќаме у студијата. Може? Речи, одиме со прилогот. Изминатата 2023 година голем број на скандали го дрма македонското здравство. До случајот со онкологија ја стриси целата македонска јавност и ја отвори Пандорината кутија. На почетокот на месец септември обвинителството отвори предистражна постапка. Бе извршени претреси на клиниката и во 2 приватни стана, од каде беа одземени компјутери и документација. Тоа уследи по новинарски истражувања во кои беше посочено дека на клиниката за онкологија се крадела терапија за болните од карцином. Терапијата завршувала на црниот пазар во Косово и Албанија, а терапијата за болните од карцином била заменувана со обичен физиолошки раствор. Информациите предизвика остри реакции во јавноста, како и организирани протести пред владата и јавното обвинителство со барање случајот веднаш да биде расчистен. Пратениците во собранието на 20 септември со 80 гласа за донеса одлука за формирање анкетна комисија за овој скандал. Предлагот беше поднесен од представниците на ВМРО-ДПМН. Пратеничката Рашела Мезрахи од ВМРО-ДПМН беше назначена како председателка на Собраниската анкетна комисија за случајот онкологија. Анкетната комисија, како што беше посочено на седницата, требаше да утврди дали со овој скандал биле загрозени основните човекови права на пациентите што се лекувале на онкологија. Откако системот за подигнување на цитостатици бил ставен надвор од употреба, како и да направи анализа за утврдување на политичка одговорност. Ова одлука беше поддржана и од пратениците од СДСМ. Анкетната комисија донесе јавен став и заклучок, со кој побара политичка одговорност на инволвираните во овој голем скандал, како од политичарите, така и од главните одговорни вработени во онкологија. Се случи тоа што се очекуваше. Обвинителството отвори истрага против 5 лица за случајот онкологија. Имено на име на онколошки пациент 5 години се набавувала скапа и најнова биолошка терапија во неколкократни поголеми дози. Тие ја добивале дозата, а вичокот каде завршил се уште не се знае. Ова се привичните сознанија на Скопското обвинителство, кое отвори официјална истрага за скандалот на онкологија. Осомничени се 5 лица: екс-медицинскиот и организацијскиот директор доктор Нино Васев и Нехат Нухи и тројца доктори онколози. Од 2017 до 2022 година тогашниот директор Васев и Нухи набавувале лекови на реверс. Без проведена постапка за јавна набавка, без согласност од Фондот за здравство и без медицински протоколи. На тој начин се создавал вишок лекови за кои не се водела евиденција, а првичната пресметка покажала дека тие се стекнале со корист од речиси 30 милиони евра. Екс-директорите се осомничени за злоупотреба и измама. Тројца доктори за помагање во овој случај. Наистина е фрапантно. Што би додале на се тоа? Со оглед дека мисля брката 30 милиони евра да се стекне богатство, колку луѓе изумира, колку, ја ќе си земам за право, моите 2 сестри почина на 52 и 50 години, морам, бидејќи ме боли душата, и го носам таа тежина, напред на мојата мајка. Значи си викам дали моите сестри ги снашло се тоа исто. Видете, има еден познат цитат кој што вели дека во периодот, временскиот период, кога еден систем е умре, на другиот се мачи да се роди, тоа е време на монструми. И ние сите како граѓани, без разлика на политичката афилијација, се чувствуваме како да живееме во ера на демони и монструми, во еден свет во кој што не припаѓаме или за кој што не сме родени да припаднеме. Дури во одреден момент некој на шега ќе каже диносауруси, вид во изумирање. Честните, добри, правични луѓе кои што се даночни обврзници. Се наметнуваат различни теми во јавноста, се фрлаат како летоци наоколу за да прават дефокус и тие се однесуваат на мултикултурализмот, етникумот, верата, меѓутоа никогаш на граѓанинот како единка и неговите права и неговата комуникација со државата. Случајот онкологија ја отсликува и државата. Тоа е микросвет кој што отсликува монструозност на државно ниво. Тоа е системски карцином.
до ваков скандал не би можело да се случи доколку сите учесници не учествувале во создавање на битки кои што државата и системите ќе ги губат. Значи, ние не може да ја гледаме само војната, на крајот и да речеме војната е загубена. Треба да видиме кои биле генералите во битките кои што се губеле. Здравствениот систем е комплексен. Меѓутоа, тоа не е нуклеарна физика, луѓе. Тоа е систем кој што е конструиран за да функционира за граѓаните. Функционалноста на државната система, односно на одреден систем, е запишан во закони и подзаконски акти. Тие се патеките на движење на еден организам наречен здравство. Доколку вие решите да ги прекинете токовите на нормалното функционирање на тој организам, нормално е дека во ерата на монструми ќе се појават и монструозни дела. Би имала многу што да додадам на овој клип што го изгледавме пред малку, преди се заради тоа што агрегирав на вистина многу информации кои што ги добив од документацијата која што беше проследена до анкетната комисија. Живеам со секој сегмент од тие материјали. Немојте да мислите дека некој е над човек. Јас сум само обичен човек кој што го афектираше сериозно анкетната комисија, документацијата која што разгледувавме, сведоците кои што ги слушавме, буквално дишав со случајот онкологија и со него заспивав и очекувам да има разврска од обвинителството. Знам многу информации на страна од овие што ги изложивте вие. Пример, никогаш не се одговори на прашањето кој одлучи да се набавуваат баш тие медикаменти како биолошка терапија, бидејќи не потекнува од потребите на пациентите. Како се случи управниот одбор да гласа набавка на медикаменти во басносновни суми над условниот буџет доделен од ФЗОМ? Зошто ФЗОМ реши да ги отпушти од работа и да не го пријавува тоа како аларм фактот што немаше медицински инспектори, немаше финансови инспектори како контролен механизам? Зошто државниот санитарен и здравствен инспекторат никогаш, иако секогаш пушташе исти инспектори за контрола на работата на онкологија, а верувам дека истото ќе се осликува и на другите инстанции, односно другите институции од терцијерното па и секундарното здравство, не провери дека се работи за апсолутна лага. И сега ќе ви кажам зашто во тие заклучоци има лага. Протоколите за работа мора да ги издаде министерот за здравство во службен весник. Особено кога имате нова терапија. Што проверуваше државниот здравствен и санитарен инспекторат? По кои протоколи се работело проверуваше и утврди дека се работи по протоколи. Кои протоколи? Никогаш не издадени, никогаш не пропишани. Значи, целокупниот систем бил ставен во ситуација во која што одредени лица би имале финансиски бенефит, монструозно, на сметка на животот и здравието на граѓаните. Луѓе, не можеме да молчиме и да ги затвараме очите пред се. Овој систем на криминален сплет на околности се јавил како резултат на фактот што многу од функционерите во круцијалните сегменти за контрола на механизмот наречен здравство решиле да не слушаат, не гледат и не зборуваат. Јас не го изземам и факторот страв. Меѓутоа, функционерската позиција, дали е државниот здравствен санитарен инспекторат, дали е ФЗОМ во прашање, дали е Малмед во прашање, од кој што бев и најмногу шокирана, не е само титула на вратата, не е само фотелја, тоа значи одговорност. Во здравствениот систем на Република Македонија во последните 7 години можеме да констатираме дека не постоел закон и подзаконски акт, што значи дека не постоел здравствен систем. Тој ќе треба да се раѓа од почеток, одново, а ќе треба да се разгледа кои биле се дефектурите заради кои што настанале граѓаните и пациентите. Бевте јасни и децидни како председател на анкетната комисија и како политичка партија и побаравте одговорност. Од друга страна имавте блок од вашите опоненти, социјалдемократите, кои ве нападнале со еден збор и вербално и секако не сакале да слушнат. Што беше причината? Вака, јас би сакала само моје мислење на почеток, значи јас избегавам да ги карактеризирам луѓето од различните пратенички групи со имињата на нивните партии. Социјалдемократија е една творевина и една идеја. Ова што го гледаме сега во рамки на политиките на Социјалдемократскиот сојуз не е социјалдемократија и овие лица, да кажеме функционери, не ја осликуваат идејата на социјалдемократијата во нашата држава.
Иако анкетната комисија од почетокот се обидував да ја наметнам идејата и таа така заживеа како комисија во која што пратениците без разлика на идеолошките матрици и пратеничките групи од кои што потекнуваат, односно политичките партии, ќе ги оставеа настрана и ќе ги разгледувавме предметите од човечки аспект. Значи, нема да бидеме пратеници на партиите, туку ќе бидеме пратеници на народот. И ти имате роднини кои беа болни од канцер, се лекуваа, значи тука нема. Така да, последните моменти, да кажам, од функционирањето на анкетната комисија, која што сепак стигна до моментот на заклучоци, ме шокираа од една страна и заради тоа би сакала работата на анкетната комисија и можеме да поделиме во два дела. Еден дел кога беше распето на сведоците, кога се разгледуваше документацијата, и оној дел кога веќе се дискутираше за заклучоците. На 27 ноември јас како претседател на анкетната комисија ги прочитав пред сите членови и заменици членови на анкетната комисија во рамки на комисијата моите предлог заклучоци. Согласно уставот по кој што и бевме креирани како анкетна комисија, ние треба да посочиме на име и презиме на лица кои што би носеле политичка одговорност во настанување на одреден скандал. Дали од таа политичка одговорност ќе произлезе понатаму кривична или граѓанска консеквенца, тоа е веќе прашање на обвинителството како втора инстанца. Меѓутоа, земајќи во предвид дека јас морав првен да го нацртам органограмот на функционирање на здравствениот систем и кој функционер би требало да контролира во кој момент од тој систем, тогаш можете лесно согласно законот да видите кој функционер не работел согласно законот, односно подзаконскиот акт, и на тој начин креирал, инсинуирал, создавал околности за настанување на скандалот во онкологија. И така се стигна до оние имиња кои што беа споменати на анкетната комисија и нормално предводник на тие имиња беше актуелниот министер Венко Филипче во дадениот период на кој што се однесува извештајот на Државниот здравствен и санитарен инспекторат, а тоа е Венко Филипче. Сметам дека исклучиво тоа име предизвика силна, да кажеме, во медицински речник алергиска реакција кај мнозинството, во кое што пратениците кои што го представуваа мнозинството во анкетната комисија изреагираа исклучително бурно. Значи, тука веќе се прелеа чашата, зашто се споменува Венко Филипче, едноставно стана членови на анкетна комисија кои што припаѓаат на одредена политичка афилијација, а не пратеници на народот. Знаете, би било повеќе од конфузно да кажете дека министерот за земјоделие е виновен за скандалот онкологија. Политичка одговорност во одреден сектор сноси преди се министерот кој што го води дадениот сегмент од општественото уредување. Меѓутоа, за господинот Венко Филипче, јас набројав и плејада на членови на закони и подзаконски акти кои што биле прекршени од негова страна, односно тој не постапил по истите, со што создал услови за настанување на скандалот онкологија. Иако фактите и вистината беа буквално таму наброени и беа прочитани пред сите членови на анкетната комисија, тие решија да изреагираат исклучително бурно, барајќи оставка од мене, излегоа тие фамозни фотографии, несрекни на кои што пратеници од мнозинството со насмевка на лицето на, сепак знаете, комисијата која што расправа за онкологија не е баш интересна и смешна и забавна тема, бараат оставка од претседателката на анкетната комисија, значи се направи еден обид за гушење на работата на анкетната. Во исто време во јавноста и би се заблагодарувам на сите медиуми кои што ете така доследно ја пратеа работата на анкетната комисија и јас тоа сакав да се случи, да биде апсолутно транспарентна работата, излегоа и предлог заклучоците кои што беа архивирани под чуден наслов. Тоа беа предлог заклучоци од Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери. Сега да ве прашам вака, во рамки на анкетна комисија, формирана од највисокиот орган во државата, тоа е собранието, во кој што имате членови и заменици на таа анкетна комисија, тој е нивниот титулар, како тоа претседателката на анкетната комисија добива заклучоци од партија и коалициони партнери на таа партија? Партијата не предлага заклучоци. Може да предложат до претседателката на анкетната комисија членови или заменици членови на анкетна кои што биле присутни на расправите, ги слушале сведоците, ги разгледувале документите. И донесу своји заклучоци. На жал сметам дека и во мнозинството се појави намален интерес доследно да се разгледа материјата која што беше како архивска граѓа проследена до собранието.
Дали тоа беше форма на саботажа или не навлегувам. Знаете, јас бев таа која што потпиша барање во кое што до различни институции, Министерство за здравство, Клиника за онкологија, ФЗО, Малме, ДСЗИ, па дури и влада, за да ги разгледаме сите аспекти на случувањето во 2021 година, меѓушто и доказните материјали од државниот завод за ревизија. Оној кој што нели го подигна алармот на повисок степен со одреден извештај, сакавме да ги видиме доказите. Беше очекувано дека ќе дојде огромна количина на материја. Одредени институции дури на почетокот се јавува и, како например еве владата на Република Македонија, генералниот секретар се јави и кажа, цитирам, што бараш ти од нас, дали си свесна дека ќе треба да проследиме пола камион хартија. На тоа јас одговорив, јас сум во собрание, ја чекам да дојде пола камион хартија. Во ред, нека дојде пола камион хартија. Нашата работа е да ја разгледаме документацијата и да се бориме за вистината. Сметам дека дел од архивската граѓа беше тенденциозно селектирана и така проследувана до анкетната комисија и сметам дека тенденцијата можеби дополнително беше и се надевам дека е така. Се надевам дека хаосот во архивската граѓа проследен до нас. Знаете, добивате едно ливче од 2016, второто ливче од 2021, никаков контакт помеѓу истите, да потрошите време на распоредување или да се откажете. Во најмала рака да се откажете. Се надевам дека таквото проследување на архивската граѓа е тенденциозно, бидејќи во спротивно ќе значи дека така нашите институции функционирале во тотален хаос. Помина 3 недели за распоредување на целокупната граѓа, која што беше во илјадници страни. Кога зборувам илјадници, зборувам повеќе од 20.000 страни, не зборувам за 1200 или 1300 страни, која што јас решив да ја поминам во целост. Остана во собранието и за викенди, и ден, и ноќ, со недели. За граѓа, све. И ја прочитав целокупната архивска граѓа, селектирајќи доказни документи кои што би тежнееле нели кон разгледување на вистинитоста на случајот, како круцијални докази, семи докази и некои кои што би требало сведоците да ги елаборираат, и така постапував во рамките на анкетната комисија. Мислам дека ако убаво ги разгледувате седниците, ќе видите дека моите прашања се буквално поврзани со документацијата која што стои пред мене. Дали некој се надеваше дека нема да се помене таа граѓа, не знам. Меѓутоа јас сметам дека преди се пред граѓаните беше битно да покажеме дека може да си ја завршиме работата, дека собранието не е само некој орган со огромни плати на пратениците, туку навистина е орган кој што треба да служи и да биде функционален на граѓаните. Сервис на народот. Со тоа нели довербата на граѓаните би се зголемила кон собранието, и 3% е навистина срамно, тоа е статистичка грешка. Не се ни зборува за која 3% е срамота што собранието, судиите се лутат, вика, кај не измисли 1%, ние имаме 23%. И на ваш колега вика, каде Слободане успееле да си нададат 23% кон народот, се изјасни 1% верба во судскиот систем, но еве и во законодавниот. Тоа е сосема друго прашање и јас би сакала да зборувам и на таа тема, правниот систем. Сакам, ова е токму време за плаќање од делот на емисијата, што ја насловивме. Извинете, ако може само да добавам. Знаете, сакам и на граѓаните да им објаснам кој е степенот на мојата емпатија за дадениот случај. Едно е ние да слушаме преку медиумите дека настанале коруптивни сделки за струја, дека се набавувало мазут на некои чудни начини, дека се давани пари за бетон, за Бехтеленка, дека е правен ваков или онаков криминал. Сосема друга димензија е да имате криминал во здравствен систем, афектирајќи граѓани кои што се терминално болни. Сосема друга инстанца е тоа на која што треба да гледаме на поинаков начин. И од тука гледате дека и реакцијата на граѓаните беше поинаква. Имаше протести кои што беа навистина упорни. Имаше една група на сограѓанки, пациентки на онкологија кои што стоеа пред обвинителството значителен период. Таа порака не треба да се занемарува. Таа порака треба да биде директна порака до обвинителството. Законодавниот дом го заврши своето. Анкетната комисија излезе со се што можеше да излезе, многу транспарентно, без разлика на политичките блокади. Обвинителството е на потек и обвинителството е на потек од септември месец. Да, и јас очекувам дека ќе има разврска и би бил среќен да има што. Искрено се надевам дека ова е само почеток.
Ќе ми дозволите во рамките на се тоа, ќе спомнам дека и вие сте еден вид жртва, како е и мојата маленкост, која ќе станете да се борите за македонската вистина. Тоа се случи со вашето министерување. Бевте технички министер за социјала, каде што јасно и гласно не го прифатите в тоа градоимештво и каде сега не сакам да спомнам. Рековте дека сте министер на Република Македонија и бекграундот ви беше. Тоа беше само наистина безобразие во секој случај новинарска забелешка од страна на техничката влада и на власта на Зоран Заев и неговите пајташи. Исто мојата маленкост 2003 беше избркана од македонска телевизија, но случајот за еден висок врвен стручњак, професор доктор Сашко Јовев, човек кој им дал втора шанса на многу пациенти, трансплантација на срцето е на највисока, најсензитивна, најпрофесионална медицинска активност, некако дело, да го речам, дејност. Ќе ми дозволите само да посветиме внимание. Професор доктор Сашко Јовев се наоѓа на улица. Професор доктор Сашко Јовев не видов дека ми думите му даде многу простор, но решив јас во името на гласот на народот, ако ми дозволите да го пренесеме ставот на гласот на народот. Режеве молам. Прво, професор доктор Сашко Јовев е сменет без причина. Единствената идеја беше да му се скратат крилјата. Изгледа, премногу беше направил и пребрзо одеше напред. Така мисли целата јавност, народот. Сменете заради нечии фрустрации, сменете од група надвор од клиниката и двајца, како што велат, во клиниката. Сменете за да се задоволи нечија волја и его. Искористени се приватни релации. И сега, тоа ли е држава? Менувате успешен човек кој влече напред, во кој што има многу потенцијал, кој е меѓународно признат професор доктор Сашко Јовев, кој ја задолжил оваа држава, Република Македонија, и тој и неговите предци за нечии лични интереси, пред се за лечење на собствени фрустрации. Сето ова не е кажано на памет, туку за ова јасно се зборува меѓу народот и сите докторски и универзитетски кулоари. Нели е тоа дно што една држава може да го направи? До кога? Ако сакаме да одиме напред, мора да се рехабилитираат и вратат на позиција таквите кадри. Тоа се земам за право како гласот на народот да го представиме, но да видиме, ќе ми дозволите најкратко една анкета на луѓето, пациентите кои се благодарни за тоа што денеска живеат. Одиме со анкетата. Мислам, се изјавите, ве могу. Доктор Сашко Јовев ме прими во ходник тука, без да ме знае, без да ме познава. И сум денес жива. И не може некој да го избркате од дома, бидејќи него ова му е дома. Не сакаме да го изгубиме стручњакот кој што перфектно си ја обавува својата работа. Неговата борба за пациенти, јас не можам да ја заборавам и многу сум благодарен. Кој направи толку трансплантации, испрати многу срца, мислам дека е греота ова што се прави за него. Револтирани сме од непрофесионалноста на министерот, каде што сака да стави политички кадри, не стручни кадри, а од тоа зависи нашето здравје. Тоа е вистината. Благодарам на колегата Владимир за прекрасниот глас што ја го прочита текстот. Тоа е вистината. Госпожо министарке, дали вреди Македонија, во Македонија високите профилини и кадри кои меѓународно се признати, вклучувајќи и вас, кои преку 21.000, како ми исправете ме, тоа е бројка. Че речам, премиери има, политичари, министри кои не прочита една книга. Една книга не прочита. А денеска држат функции, авторитетни функции кои представуваат пред се држава. Како би коментирал се тоа? Апропо се тоа и че вам што ви се случи и на многу други. Знаете, во работата и комуникацијата е од аспект на пратеник со министрите. Често пати се наоѓаме во една, да кажам, мискомуникација, во која што и јавноста е во таа ситуација, во која што министрите не детално образложуваат зошто прават одреден потек. Пример,
Доколку дојде министер во собранието, вие сте опозиција, доаѓа министер да образложи одреден закон, тој чита само ќе се промени членот тој и тој во таа и таа точка и ништо повеќе. Друго би било, сосема друго, доколку министерот дојде со мапа на Македонија, образлагајќи точно со која измена, каков бенефит ќе има која категорија на граѓани во краткиот период, за 5 години, 10 години или за 1000 години. Политиките се креираат, државните политики, од визионери кои што ја гледаат државата на долги стази, не мандатно, не во овој момент. И доколку имате такво образложение, буквално ја стават и опозицијата во ситуација да се размисли дали има бенефит за граѓаните. Меѓутоа, во нашата држава, измените на законските решенија се како на лента. Имаме, можеби, најбрзи измени на дополнување на закон или носење на нови законски решенија во оваа држава. Во неколку наврати имам споменато дека доколку од независноста на оваа држава до ден денеска над 7000 законски решенија се изменети или донесени или имало некаква контактна измена со истите во Република Македонија, или сме ние нација на најпаметните луѓе на светот, или правиме измени кои што се за корпоративен бенефит во моментот на партијата, меѓутоа не за бенефит на државата. Зошто се случува ова? Ова се случува заради тоа што ние имаме целосна дестабилизација на нашиот вредносен систем. Во минатото имаше одредена отсечка на наше функционирање. Се знаеше, ќе бидете добар или полош ученик, ќе свирите еден или друг инструмент, ќе завршите факултет, ќе се вработите на одредено место, ќе земете кредит за стан, брак, на истото најверојатно работно место или еден степен погоре или 2 степени, нели ќе стигнете до пензија, ќе видите внуци и тука ќе заврши нашата отсечка. Имаше линија на движење. А вредносната система беше зависна од степенот на вашето образование. Значи, оние кои што биле најдобри би требало да добијат одредени позиции, од кои што ќе може и понатаму да напредуваат. Позитивна селекција. Професорката Гордана Силјановска-Давкова е лик кој што длабоко го почитувам и сметам дека јавноста го почитува. Тоа е таа сама по себе е енциклопедија на нозе, јас велам. Исклучително паметна, исклучително мудра жена од која што навистина може да се научи. Ми дозволите само малку дигресија, вемо. Јас ја памтам 2002 година, кога заедно со професорката Силјановска, професорката Ванковска, ги оставив луѓето што вика мој пријател школски бизнисмен, се не па да спомнам, слободен не оставите без пиње. Зошто? Абе многу убаво објаснува професорките за територијалната подоба и нема да гласам за територијална подоба. Да, како вистински интелектуалец стига до моментот на филозофска расправа за случувањата и визионерство за истата и таа вели честопати дека ова е како период на освета на лошите ученици. Ова е осветата на лошите ученици, на лошите студенти, на луѓето кои што без да постои вредносниот систем се позиционирање, или како што кажавме на почетокот, со одреден титулар на вратата, значи министер, раководител, директор, фотелја, меѓутоа никаков субстрат да ја спознаат одговорноста на таа титула која што се однесува на... Зашто многу ги имаме такви. Еве за професорот сака само укусо, дали вреди еден референтен, еминентен професор да биде оставен на улица, малтен така че употребам тој збор, и мајчи факт според некои мои сознанија да се поканат доктори од соседството да вршат операции во клиничкиот центар. Така се збори. Значи тоа е скандал. Значи да се плаќаат пари македонски, пари при референтни професори, доктор кој се покажа евидентен. Кој би вашиот коментар? Дали тоа треба да биде замашала или да речеме се... За жал, јас не сум го чула образложението на министерот за здравство за отпуштањето на... Требаше да влезе кандидат од СДСМ, односно нивната партија, и така се случи. Некој локален кардиолог, замислите, кардиологот Тетово, бил поставен, според информациите на новинарите што го прашаа на пресконференција. Знаете, интересно е што одредени политички чинители играат мандатна, а не државна политика. Так. Мандатна политика изискува задоволување на партиските кадри, така да кажеме дека ќе имаме партизација на институциите, без да разгледуваме дали ќе имаме функционалност на институциите. Особено во држава во која што имате оскудност на здравствен кадар, зборувам и за докторите, и зборувам и за техничкиот персонал, кој што масовно е напушта државата, би било паметно од било кој министер да направи едно мапирање на својот систем низ државата и да го мапира исто така и кадарот. И понатаму да предвиди дали
има потреба да игра мандатна и партиска политика или може би треба да биде помодар од тоа и да го искористи целокупниот потенцијал во државата. Би сакал тука да ве прашам, што наистина смеја е карикатура, за мене гротесна, велам дека го помина светот со социјалните мрежи, како се злоупотребуваат институциите, системот и просториите. Али Ахмети изјави дека не е политичар, тој е мисионер. Тука е за негова мисија и ќе биде колку тој што мисли дека треба и мисли дека сепак има поддршка од запад, од надвор. И народот на тие слепи и шарени лаги верува. Еве да одиме најфилаш, најкратко да видиме со тие инсерти, одиме режијата од тој во континуитет. Ова се просториите кои се кај Артан Груби политички систем, каде што се игра фудбал, мал фудбал, а и тука е синот на Джордж Сорос, Майкл Сорос, мислам, дека си има нека специјална задача, но не би сакал да коментирам доколку вие можете ќе да дадете. Одиме со наредниот прилог, мимо? Предпоставам дека никаде го нема видено. Наистина таква можност. Задоволен сум од животот како новинар. Посети повеќе институции, системот и во Западна Европа и во Америка и не сретна вакво однесување на политичари. Имаме уште една интересна ситуација за човекот кој вели дека има коефициент на интелигенција како Алберт Ајнштајн. Да видиме какви се неговите рефлексии. Чужи ги не помоги мазидете, маздани. Кош витай? Пендаровски, а? Еве видовме кој ја води Македонија. Претпоставам го караше за Пендаровски, зашто дали ќе го наменуваат за председателски кандидат, колку што се струи дека тешко ќе биде извисен Пендаровски, на негово место мислам дека како што зборот е Оливер Спасовски. Што мислите, дали ваков политичар или овие пакви представници треба да представат Македонија на домашен меѓународен план? Видете, во одреден период во минатото изборував со пријатели кои што работат во различни медиуми. Политичката сцена се сведе на реалити шоу. Реалити шоу кој што продава кликови или продава гледаност. Вистински збор употребите. Да, реалити шоу во кој што вие треба да бидете интересен, да се прави циркузијада, миниатурна или пак по можност луѓето да не дебатираат меѓусобно. Ако имате две опонентни страни, да кажеме да имате пратеник од ВМРО и пратеник од СДС, никој никого да не слуша, туку да се вреѓаат и да се надвикуваат. И стана така заради тоа што сметам дека граѓаните не очекуваат ништо конструктивно од политичарите, очекуваат само реалити шоу, нешто да им помине време. Ми дозволите само кратко. Реже, ве молам, од дел од реалити што јас го почитам господот Вучич, наистина покажа, направи, по делата се препознаваме и по злоделата че не познаваат. Меѓутоа, некој така случајно наминување стана премиер од државата и со неговите досетки, новинарска забелешка, еве сакаше да биде интересен, ако може само една мала секвенца од тој настан, кога знаете, госпоđо Мизрахи, кога имате камери. Добро? Да, благодарам. Во секој случај видовме дека сакаше да биде интересен, со оглед дека јас сметам дека еве политичар сте толку време, имавте можност и протоколите, тој бонтон на однесување, да знаете кога како ќе настапите, што ќе кажете, што ќе изјавите. Сепак од камерата треба да се вардите. Незиното височество дловува таму кај што ви се тешко да се... Апсолутно, и тоа е дел од тежината дали на ова е политичката функција. Премиер, односно представник на државата кој треба да не презентира во вистинско светло, вистинска смисла на зборот, реков дека председателот Вучич има зашто и да биде покомотен.
Оти за него има огромен потенцијал на реализација. Ајде да ги дискутираме еден по еден. Ајде. Фотографиите што ги покажавте во просториите на институцијата со која што нели располага господинот Артан Групи се демонстрација на моќ. Ова е моја поле на игра, ова е мојата топка, јас тука доминирам. Тоа е демонстрација на моќ или барем јас така ги перципирам. Што се однесува до господинот Али Ахмети, да не заборавиме дека господинот Али Ахмети е предолго на политичката сцена, ни се различните амбиенти низ кои што поминала државата и може би еден од најискусните политичари во овој момент, што не е за занемарување и треба внимателно да се пратат пораките кои што излегуваат од него кон јавноста, неговите делувања, иако навистина ме шокираше моментот на песна, да кажеме, неочекувано од него. Повеќе би очекувале нели од господинот Ковачевски. Сега во овие 7 години ние видовме двајца премиери, господинот Заев и господинот Ковачевски, кои што се однесуваа како да немаат протокол околу себе. Сеќавате на оние фамозни фотографии на погрешени знамења при различни посети, изјави кои што се како на пример Холокаустот е еврејска традиција и така натаму, што алудира на факт дека премиерот сам по себе не е премиер доколку нема тим околу него да го советува за различни теми, различни прашања. Сега што гледаме кај господинот Ковачевски на страна од песната негова. Што одговори тој? Тој одговори дури на последното интервју, би го коментирала на Канал 5 последното интервју кој што беа најдобро загубени 45 минути од мојот живот, дефинитивно, тие ги фрлив низ вода додека го изслушав. На прашањата за историските прашања, тој одговараше не сум историчар. На прашања за енергетика, тој велеше не сум електроинженер. На прашања за здравство, тој велеше јас не сум доктор. На сите полиња тој не беше ништо освен што беше премиер. Па и во последното интервју тој вели каква функција има претседателот на партијата, тој нема никакво влијание на политичката сцена, освен што прави листи за пратеници и одбира владини представници. Тој вели исто така дека нема никаква моќ над судството, освен што кандидираше судии, па и уставни судии, а неговото мнозинство ги избираше истите. Значи, треба и да има тим околу тие луѓе, меѓутоа и да се спремни за функцијата премиер. Во секој момент кога ќе имате некој кој што бил заменик министер за финансии, и партијата одлучила преку ноќ дека тој ќе биде идниот премиер, без да ја разбере функцијата се која што се нафаќа. Колку и да е мала држава, вие водите држава, тоа не е гранапче, не е некоја продавничка локално, таа е држава. А тоа се отсликуваше во неговото функционирање уште од првиот ден. Се сеќавате дека протекоа информации кои што би требало да се чуваат во тајност во моментот кога ќе станете премиер во врска со вашата воена служба и така натаму. Значи дека немате никаква контрола врз институциите. Институциите кон вас не се однесуваат како да сте премиер, а ниту имате тим кој што ќе биде советнички тим или тим за протокол, за да немате вакви снимки на крајот во кои што барате вино со Вучич заедно. Не само тоа е гротесно во секој случај, тоа е плукање на собствената партија на претходниците кои беа сепак со останат авторитети и јас колку се сеќам не ме држите збор, од 2002-2003 колку беше, имале околу 50 министри, 250 професори инкорпорирани во Социјалдемократскиот сојуз. Да се разбереме, тоа се една референтна партија која има интелектуалци, значи луѓе со знаење, ерудити што се вика, значи имат познавање, педагози и сето на. Меѓутоа ова е сосем малце лакрдија. Партијата е помината низ одреден процес на елиминација на интелектуалната фела, на елиминација на кадрите кои што би можеле да се спротистават на некои одлуки кои што се недржавнички и сметам дека тоа што се случи со Заев и неговиот тим кој што беше пренесен во Скопје во функција на лидер на државата и лидер на партијата, си го направи своето. Ковачевски ниту се обиде нешто да поправи. Така да тоа ќе биде реалноста на Социјалдемократскиот сојуз. Да, голема штета. Јас им посакувам многу среќа во да кажеме зачнувањето на нов Социјалдемократски сојуз, бидејќи оваа партија како што е веќе мртва. Треба да се редефинира, да се прочисти. Се збореше дека доколку Оливер Спасовски биде за претседателски кандидат, иако не тоа беше информација дека дефинитивно го извисија, со збор, да и не го извисија, Пендаровски даде на изјава, починатиот мој колега Димитар Пеџа беше мој соговорник е Слободане. Ќе ти кажам нешто во емисија, колку ќе ме разберат. Пендаровски даде изјава дека доволно му еден мандат, повеќе не е задоволен. Не изискува повторно, туку да има само една канцеларија во МНР. И верувам дека секој ќе му се лупне од глава ако му дојде сето тоа. Беше спомнато Шекеринска дека може да
биде во игра, меѓутоа како што се јасни информациите дека Оливер Спасовски дециден во одлуката за председателски кандидат на СДСМ. Од друга ситуација да ве прашам во ВМРО ДПМН, просторија некои информации, ќе ми заведете за право, ако ве прашам, ве молам во името на гласот на народот, почитувајќи го пак ќе речам, тоа е приори за мене. Прати едно ги пораки дека Слободане праша ја госпоѓата Мизрахи дали се гледа како председателски кандидат на ВМРО ДПМН. Видете, јас со двете раце би гласала и јавно тоа кажувам за госпоѓата Гордана Силјановска-Давкова. Сметам дека низ минатото ние видовме председатели во оваа држава кои што беа професори на правниот факултет, кои што донесоа едно ниво на повисоко ниво од ова што го гледаме денеска, на дадената функција представувајќи ја државата. Сметам дека таа позиција, како и секоја друга, носи со себе огромна одговорност и таа изискува филозофска мисла, многу знаење и мудрост. А мудроста често пати доаѓа со годините. Така да им благодарам на гледачите и оние кои што имаат убави зборови за мене, меѓутоа би требало да пораснам уште малку. Знаете зашто? Делата ваши, сепак во политичкиот амбиент, во старт, оставивте голем белег, позитивен во секој случај, на конзистентен политичар со цврст став. Само да спомнувте дека да се прочита архивска граѓа со страници, тоа покажа колку е амбициозен политичарот, личноста која се завзема. Ја ќе поздравам госпоѓа Лилјана Мизрахи, која ми е пријателка и на една од моите социјални мрежи и фани на нашата емисија, и благодарам. И во дадена ситуација вика Слободане не ти ми е керка, меѓутоа многу амбициозна и секоја работа која ќе ја превземе ја завршува до крај. Тоа е предноста што кај нас не недостасува во нашиот политички амбиент, да имаме, дај Боже, што повеќе како вас, како професорката Гордана Силјановска, со тоа што Македонија заслужува такви личности, како Шаков и во Социјалдемократскиот сојуз и другите политички субјекти. Ви благодарам на убавите зборови. Јас би сакала за целата јавност уште еднаш да повторам, да не забораваме дека имаме честопади во Македонија злоупотреба на термините. Политичар стана лош збор, неубав збор, луѓето не ќе да се идентификуваат со политичар. Меѓутоа политиката е наука. Бидејќи е наука, треба да се заснова на аналитика, на информации, на графикони, на селекција на дата. Нормално. И предвидување одреден степен на визионерство. Визионерство да се има. Меѓутоа, за мене лично, ако ме прашате, кои би биле одлични лидери? Лидери обично од Аристотел по навак, од Ла Република која читате, не се најубавите, ниту најпаметните, меѓутоа оние кои што се доволно емпатични, да го разбираат духот, срцебиењето на народот и доволно храбри да се спремни на собствена жртва за народот. Да имате емпатија према народот, се сочувствуваат и да бидат вистински лидери. Ја реков дека лидерот не се купува, не се порачува, тој се раѓа. Така. Да бидам искрен, една прилога со еден да него наименувам параднешен политичар, мелам, зошто не бидете како калифот од Багдад? Че речат, еве, сега, кучињата на злото се нарекуваат луѓе кои гањат, лова, дали се некои изјави, сето, но сам нека научат, видејќи припаѓаме во фелата каде што ја апострофираме вистината. За подсетување, тој монарх, да речем, на некоја држава од запад, од исток, каде што влегол ги посетил граѓаните ненајавен. Тоа го видовме и со турскиот император, како беше султанот, каде што се нарушувал во обичен граѓанин. Значи да го доловува пулсот на народот. Не да ги гледа од голема висина. Па беа на конто тоа, ќе ми дозволите малце еден поширок коментар направи во оваа емисија, и господинот Борис Трајковски беше народен човек кој доаѓаше со народот. Па неговиот опонент па купуваше, виде дека Трајковски успеа, па купувал, мислам на господинот Црвенковски, сникерси. Тоа се раѓа, значи извира од народната маса. И затоа сакам да кажам, во вашиот политички амбиент, актуелниот председател покаже на зрелост и цврст став во делот на непопуштање. Од друга ситуација го напаѓаат, не е тоа европски, дека бевте русофили, дека сте анти-ЕУ, анти-напредок на Македонија. Што ќе додадете на се тоа?
Ето, од 2016 година и 2017 година снимките кои што се појавија, демонификацијата на луѓе, персонификацијата на зло во одредени ликови, создавање на СЈО по принцип на нибршките процеси кои што пропадна на начин на кој што пропадна. Па понатаму истото се прелеа во една неправна, наречена самоправна система со монтирани случаи, судии, обвинители и така натаму, целосно рушење на поредокот и создавање на амбиент на нихилизам кај народот, на чувство дека не може ништо да се поправи, дека ништо нема да се подобри, дека само треба да се напушти државата, значи обид за бегство. Тоа е како синдром на заробена жена, јас велам. Тогаш сакате да заборавите и на јазик, и на миното, и на се, само да го напуштите теренот заради тоа што не гледате искра надеж. Таа маниакалност во однесувањето на СДСМ во тој период ја гледате и денеска во нивната параноја од моментот на избори и доаѓање на ВМРО на власт. Кажете ми некој што би било страшно доколку се сменат владите се менуваат во целиот свет од секогаш. Значи не е ништо страшно. Меѓутоа, имате овој степен на хистерија заради злото кое што е нанесено на ВМРО. Јас не велам дека ВМРО е безгрешно, меѓутоа целиот амбиент на дебонификација, на персонификација на злото, да се подсетиме како и што се беше налепено како етикета на ВМРО во 2016 година, фашистичка, нацистичка, ваква, таква, онаква, таа беше создадоа демон наречен ВМРО, кој што требаше да се представи пред меѓународниот фактор и на истиот начин да биде уништуван преку лаги, како и секогаш. Меѓутоа, ништо не е бескрајно. И може да терате некој човек во страв извесен период, меѓутоа не за секогаш. Ниту пак некоја лага трае за секогаш. Сметам дека сега сме во амбиент во кој што никој не им се плаши од ништо. И сите, целокупната јавност ги согледаа сите нивни лаги. Провидни, едноставни, ефтини лаги. Јас видов се во мојот живот, но не видов да си ја продадеш соседната држава, па че многу лош збор слободен употребаш. Па каков збор да употребам кога ни Квислинг може вода да им носи, ни Цветковиќ и Мачек, нова двојка што дојда Заев Ковачевски, вода може да им носат. Со оглед да си ја дадеш државата, идентитетот, па ова, велам, амбасадорот Ристо Никовски во мојата емисија пред некој ден спомна хомолозите да си ја завршат својата работа, а тоа е да министер за надворешни работи испрати нота до министерот за надворешни работи на соседна Грција да рече ние не можеме да го исполниме делодоговорот до 12 февруари и децит. Со тоа што ако гледаме госпоѓо Мизрахи и другата страна не го испоштува документот, што за народот грото се покажа на референдум, не е прифатен, но тоа е тоа, се документ меѓународен. Знаете, во ниеден момент не чувме што ќе се случи доколку не стигнеме да го испочитуваме договорот. Бидејќи другата страна не го почитува, дали тоа значи дека ќе не избркаат од НАТО? Не. Дали тоа значи дека Грција ќе се откаже од 400.000 македонски туристи во летниот период? Не верувам баш. Дали ќе бидеме затворени на територијата со тоа што ќе треба тогаш потрошувачката во туристичката сезона да не биде насочена кон Охрид, Струга, Берово, Крушево, Маврово и така натаму, што и не е толку лошо. Меѓутоа има и аспекти кои што се далеко негативни. Значи, доколку вие немате документи, имате дете на кое што му е потребна хируршка интервенција во Италија, тогаш имаме проблем. Доколку имаме студент кој што е во Берлин, а нема документ да се врати дома, веќе имаме проблем. Прашањето е зошто господинот Оливер Спасовски дозволи создавање на ваква акутна хистерија, чекајќи го техничкиот министер да дојде од ВМРО ДПМН. Само за подсетување, јас го обновив мојот дипломатски пасош во чинам август 23 година, истиот обновен со Република Македонија. Што чекаше Оливер Спасовски? Чекаше да дојде 20... трик и самата коалиција да направат хаос. Знаете зашто ќе ви дадам само една момент ситуација. Бујар Османи вели ќе биде брутално искрен, да каже дека нема надеж. Амбасадорот Никовски, повтор па го спомнува, како искуствен, вели, само една нота. Значи, каде мириса рибата, да не ечат смрди рибата од главата. Министерство за надворешни работи е најингерентно и најавтохтоно да веднаш да реагира. Дали тоа е еден повторно заеднички проект на ДУИ СДСМ и да го направат овој метеж, овој хаос. Абсолютно. И да речат, пазите, 8 избори, на 9 денот на Европа, ние ќе бидеме новата повторно коалиција, новата власт. Која
која, ајде не сакам да дадам квалификат, како коментирате ова? Па, на жал, често пати, па и лично имам чуено од одредени пратеници од Социјалдемократскиот сојуз, реченица од типот на што знае тоа народот. Се создава еден амбиент на акутна хистерија и паника, кој што е режиран. Кој го праша народот? Кој го прашува? И се очекува од ВМРО ДПМН да ускокне во последен момент, како на крајот на хируршката интервенција да го спаси животот. Како што реков на почетокот, на крај на војна, наместо да се разгледуваат генералите кои што ги изгубиле битките, ние гледаме војната. Да потсетиме со случувањата со вакцините, скандалот. Така. Да потсетиме. Томич, прашањето за политичарите не треба да биде во магла низ воздухот и да биде голем заговор во кој што македонците ќе треба да бидат ставени во некоја приказна која што е чудесна. Прашањето за политичарите кои што сега ќе напуштаат власта е што направивте со енергетика, што направивте со инфлација, што направивте со водовод, што направивте со образование, што направивте со нашето здравство, што направивте со Тетовска болница, живи луѓе ни гореа наоколу, што направивте во ковид кризата. Зошто немаме прецизен број на смртни случаи до ден денеска и не знаеме зашто тие луѓе починале? Имаме ли некаква евиденција? Ќе кажете тоа е во целиот свет. Германија е голема држава, Америка е титан. Тие се големи држави во кои што и нормално е потешко да се прави аналитика. Ние сме 2 сата од граничен премин до граничен премин. И оваа држава може да се организира на начин на кој што министрите многу лесно ќе дадат транспарентни одговори со вистината таква како што е. Нив им одговара магла заради тоа што ова е држава во која што дојдоа со мандатни политики, дојдоа со идеја за корупција, висок криминал и создавање на целосна магла и хаос, бидејќи јас честопати во собранието велам, доколку некој сака да го ограби собранието од слики, од зидовите. Што е најдобро решение за него на крајот од тој грабеж? Да има земјотрес и да падне собранието, нема докази. Да. Ние треба да издржиме до 8 мај со висока свесност на населението за државност, да се сменат работите, да дојде новата влада, предводена од ВМРО ДПМН, во која што ќе и погледнеме на вистината во очи, таа ќе биде транспарентно изнесена пред народот и заедно со народот ќе градиме Македонија како Македонија од поствоена состојба. Тоа не значи дека ќе има карамфили, се ќе биде прекрасно првиот момент. Оваа држава треба да одболува. Беше многу болна, беше на рап на исчезнување. И вие велите предавници на својата држава. Не е така. Еве замислете и вие. Во кој момент вие со лесно срце би го променили идентитетот на државата, кога не е ваша? На некоја Авганистан, Таџикистан, многу лесно ќе го промените иметот, наративот, па ќе направите и почва. Немате чувство на национална припадност. Не ја чувствувате за своја. Оставете што ВМРО ДПМН прави и како гледа. Ние сме луѓе од народот кои што сочувствуваме со народот. Кога сме в технички министер во тие кратки 6 недели, од страв одбивав да седнам во министерската фотелја, ја сметам за жив вирус. Тие фотели се имагинариум, тие не се вистински. Вистината е кога се возите во ЈСП, во автобуски превоз, со граѓаните. Па дури и да ви се лути за нешто. Што е проблемот? Никој не е безгрешен. Научете од народот. Чувствувате го срцебиењето на народот. Тоа е душата на нашиот народ. Ние сме дел од тој народ. Живееме заедно од секогаш и за секогаш. Се надевам дека ќе има добри избори, искрено. И јас ви посакам пред се добро здравје вам и на вашето семејство. Ви благодарам. И се надам, очекувам во наредните период, што не представува да ми дојде повторна емисија. Ви благодарам. Не сум пристрасен кон политичката партија, сум пристрасен кон мојата партија, тоа се вика Македонија. И дај Боже што повеќе политичари да има како вас и како вашите пријатели кои се дел на вашиот политички амбиент. Не велам дека Социјалдемократскиот сојуз дека се лами, има и таму честни луѓе. Апсолутно. Меѓутоа немаат можност и не смеат да зборат. Но пред се треба Македонија да се обедини и да интегрира. Јас не се либам тоа ќе го кажам, кога гледам дека албанците се интегрираат, одат у Косово на консултации на кај поглавиците, сето она, верувам дека македонците мора да се зближат, да се консолидираат и да истепат во еден корпус заедно, да ја вратат државата на народот. Благодарам уште еднашка, тоа беше Рахел Миздраки. Почитувани, благодарам што бевте со нас овие 60 минути, ви посакам добро здравје и убав викенд. Се гледаме во вторник во Гласот на народот. Бидете ви живи и здрави. Пријатна вечер. Пријатна.